Итни реформи се потребни во судството и сериозно да се работи на владење на правото доколку Македонија се стреми да влезе во Европската унија. Алармира во Брисел поранешниот еврокомесар Јан Фигел, кој 2 пати досега беше во Македонија за случајот Камчев, а неговата колумна на оваа тема ја објави угледниот Европортер. Во неа тој забележува дека земите од Западен Балкан потфрлале во клучните области, уште пред да отпочнат преговори за влез во Унијата. За Македонија да биде дел од Европската Унија, потребно е почитување на европските вредности, правила и стандарди. Во јули извештајот на Советот на Европа го критикуваше третманот и условите за притвор на затворениците во 2 затвори во Македонија, покрај лицата што беа држани од полицијата во Скопје. Во извештајот беа истакнати лошите нехигиенски ограничени услови и се наведува дека ситуацијата е влошена од недостатокот на активности обезбедени за затворениците. И покрај тоа што дел од земјите членки ја потврдија поддршката за земјите кандидати, вклучително и Македонија, Фигел посочува дека законодавната, извршната и судската власт имаат доста работа пред да отпочнат преговори. Потребно е да покажеме што сме презеле како земја за спроведување на казнените и судските реформи, во согласност со европските правни пресуди и прописи. Тој го посочува примерот со бизнисменот Орце Камчев и алармира законот да важи за сите подеднакво. This is not enough. In normal standard democracy, Secret Service is not here to indict people. And evidence must be factual, tangible, concrete, not false or fabricated. Then treatment of Mr. Kamchev is very specific and degrading. His detention is prolonged and prolonged and prolonged. One asks why, because he could be investigated in freedom or in home custody. Пред 10 дена Фигел остана пред вратите на шутка, бидејќи власта не му дозволи да ја види келијата на Камчев. Истиот ден подоцна вратите сепак беа отворени по интервенција на еврокомесарот Вархеј, кој тогаш беше во посета на Македонија. Тогаш се отворија сомнежи дека постои и политичка причина за забранетата посета и средбата со Камчев. Фигел беше уште еднаш во Скопје, но не беше удостоен од ниту еден од власта за разговори. Напротив, министерот за правда Маричик неговите пораки ги оквалификува како многу врева за ништо. Според Фигел во случајот Камчев постојат незаконски докази, на што укажа и народниот правобранител во последниот извештај во врска со нехуман третман и тортура врз Камчев. Уште во почетокот на неговиот сега веќе 7-месечен притвор. Камчев и натаму е во притвор, иако неговата одбрана постојано алармира дека здравствената состојба му е многу лоша.